Новиот Defender, без разлика дали станува збор за вистински офроудер или не, сепак најмногу ќе се вози тука, во оваа урбана џунгла. И само поради тоа што е посакуван. А да биде посакуван, пред се треба покаже некои квалитети како неговиот претходник. Квалитети кои ќе ги покаже и докаже тука, во оваа џунгла. А му цапа фукал. Тешко е и не секој успева да биде достоен наследник на една вистинска легенда каква што беше претходникот на овој Defender. И како модерен офроудер не само што треба да ги исполни тие очекувања и квалитети како претходната генерација, туку и треба и значително да ги подмести границите и стандардите, бидејќи барем јас така сметам дека како еден модерен офроудер треба секој, буквално секој возач, и тоа е така, може да го вози овој офроудер без проблем, бидејќи веќе немате едно 16 менјачи тука доле, не ви треба дополнителна обука, се што треба да направите само да одберете на една од опциите за на каква површина, односно на каква подлога сте, на каква средина, и возите каде сакате, колку сакате и како сакате. Defenderов ќе ви извади буквално од секоја ситуација. Не верувате? Деновиве се наоѓаме на средина која што е мешано со снег, кал, камења. Искрено не е баш идеална подлога за возило кој што тежи речиси 2,5 тони. Еве ни другарче офроудер. Како што гледате, на вистинска офроуд патека сме. И да, не ни треба 16 менјачи, немате потреба од ништо друго, нито дополнителна обука, само одбирате, како што кажав, одбираме ние на нашава подлога, возилово тежи речиси 2,5 тони, што не е баш наидеално за ваква подлога, бидејќи можете многу лесно да заглавите. На одредени места некои бразди беа длабоки до 40 сантими, што е навистина тежок терен за било кое возило. И плюс имаме летни гуми, односно најнормални гуми за на асфалт, не се офроуд гуми. И воопшто во ниту еден момент јас не чувствав колебање на возилова дали ќе успее или не да ни извади од некаков момент. Дури на удолници како сега или угорници, се што треба само е да одберете на една од опциите. Еве во моментов стискаме за low range, се затвара диференцијалот, тоа сето оди автоматски и треба само да одберете една од опциите, еве, без кочница, без газ, автоматски ме спушта тој надале. Што значи тоа автоматски? Се регулира брзината до колку километри на час сакате да оди надале, тој автоматски кочи за не дозволи пролизгување и буквално ќе ви извади од секоја ситуација. Искрено нешто што не успеав да пробам деновиве е само опцијата за возење во вода, односно Land Rover кажува дека овој Defender може да вози во длабочина до 90 сантими, што е навистина многу, но локацијата не ни беше таква и не можевме да го испробаме тоа. Ја мислам дека беше доволно играње, сега да застанам, да го видиме од надвор, да го видиме внатре и да го возиме во урбаната џунгла. Дизајнов, многу моќно изгледа, нели? Во оваа опрема плюс дополнителни се поставени овие пластики кои што му дават еден помускулест дизајн. Не е ништо друго сменето, само овие пластики, инаку доаѓаат малку потенки. Околу другиве детали на дизајнот искрено нема да коментирам, бидејќи сигурно сте виделе, сте прочитале. Единствено нешто што ќе истакнам е тоа што од оваа пластика се поставува оној сноркел, односно отвор за воздухот, што е доста практично, но и интересно му изгледа. Одозгора може да се постават дополнителни држачи. Во овие коцки тука се поставуваат оние
торбички, сафари торбички кои што се исто така попрактични и гледате колку е висински издигнат, ова е средното ниво, има уште едно пониско и уште едно офроуд повисоко ниво. Сега да го видиме внатре. Сега за влегување. Тука имате една рачка, нема како порано тука горе, што искрено можеби ми фали, но добра. Сега внатре. Можеби ова не е најлуксузниот Land Rover, бидејќи сепак ова е сериозно офроуд, модерно офроуд возило и потребни се материјали кои што лесно ќе се чистат бидејќи ќе се валка со кал. Така на пример е овој материјал тука горе, исто така и овој, иако се меки и квалитетни на допир, сепак ова се материјали кои што лесно се чистат, а пред се убаво изгледаат. Исто така ми се допаѓаат овие детали тука со штрафови, така изгледа малку по-грубо, како еден сериозен офроудер. Но ајде да видиме околу практичноста. Defender е можеби најдобриот автомобил околу практичност. Имате една голема остава тука, каде што си Defender буквите пред совозачот. Имате една остава позади екранов. Имате остава лево и десно од воланот. Да не спомнам дека имате големи остави во вратите. Огромна остава тука под овој средишен дел. Исто така нормално ги имате остави, само да успеам да ги отворам, а тука и јарпен привезочето. Имате за шишиња, имате за парички, за телефони, ова можете го вртите како сакате. Огромна остава под наслонов за раката, која што во некои опреми има и фрижидер внатре, што е супер. Интересно е тоа што во некои опреми тука, наместо ваква конзола, имате седиште. Односно трето седиште кое што може да се спушти како голем наслон за раката, но и се отвара како трето седиште, што е супер. Сега, што е со USB портови? Мислам дека има милион USB портови. Имате еден тука кај совозачот горе. Имате 3 USB портови, односно 2 USB портови и еден 12 волтен приклучок за струја тука и има уште 4 USB порта позади. Многу кул. Ајде сега да го видиме задниот дел кој го спомнавме. Позади. Тука веќе имате рачка горе и е доста полесно влегувањето и излегувањето. Вау, простор за нозе, гледате, огромно. Исто така и за глава. Дури тројца, ако се возите позади, има многу голем простор. Без разлика дали можете нозете, односно дали сакате нозете и ставите вака или од страна, има доволно простор за сите, плюс ми се допаѓа тоа што подот е сосема рамен, како што кажав, тука имате 4 USB порта, имате некоја мала остава за телефонот. Заборев, имате уште по 2, односно по еден USB порт тука во самите седишта, што е многу кул. Секако имате Isofix куки кои што се многу лесно достапни, имате еден наслон за раката со 2 остави за шишиња и можеби го гледате, најинтересниот детал за мене е ова прозорче кој што е исто како во стариот, во претходниот Defender, дава една многу поубава едно поубаво чувство тука внатре, бидејќи влегува дополнителна светлина. Ајде сега го видиме багажникот. Добро, багажникот нуди 916 литри багажен капацитет. Огромно, скоро тон. Ако ги спуштите задниве седишта, добивате гарсонјера. 2233 литри багажен капацитет. Сосема рамен под, буквално можете да си ставите наддушек и да си спиете тука. Огромно е чудова. Инаку, нормално ги има моите омилени куки за качалки кои што се многу квалитетни, многу практични, ги имате буквално на секаде, имате дополнителни мрежи од страна. Под оваа даска имате дополнителен простор за остава, бидејќи нормално кога што гледате, резервното тркало на самата врата и да, вратава се отвара странично, бидејќи замислете да го кревате нагоре превисоке. Сега кога сме околу висината, ми се допаѓа тоа што тука имате две копчиња за регулирање на висината, што во моментов сега го спуштаме надоле и тоа дополнително возможува затоварање на потешки предмети, бидејќи доста издигнато возило. Сега ќе го кренеме нагоре, да го вратиме во истата положба што беше. Тука имате оваа завеса, која што се прикачува доста интересно и цврсто. Имате дополнителна мрежа ако пренесувате кучиња или другите ваши миленици, се закачуваат горе кај стаклата, што е доста интересно и практично. Сега,
Остана да го видиме каков е во урбаната џунгла. Сега во урбанава џунгла. Се што треба да знаете прво во урбанава џунгла дека ќе седите над сите други и ќе им ги гледате само крововите на колите. Но исто така едва и ќе ве собира во сообраќајниве ленти бидејќи сте преголеми, прешироки. Но какво е возењето? Искрено треба да знаете дека иако е волку високо и големо возилото, нешто што очекував тоа го нема. Нема клатење во кривини, ниту на поголеми брзини, ниту на помали. Искрено многу стабилен, што не очекував, повторно ќе кажам, бидејќи ова е офроудер, не е предвиден за такво возење во кривини, но и покрај тоа сепак е доста стабилен. Под хубата имате 2.0 4-цилиндричен турбо дизел мотор со 240 коњски сили. Искрено на прв момент вака кога ќе чуете кај 2.0 4-цилиндричен не изгледа баш најпосакувано, но со перформанс искрено е многу моќен. На офроуд патеките не почувствав ниту еднаш потреба од плюс перформанси, на отворено и на автопат и во урбанава џунгла исто така. Со забрзување, односно спринтот од 0 до 100 км на час трае 9 секунди, што е искрено интересна бројка за едно волкаво возило и за офроуд машина. Со потрошувачка исто така за мене е доста интересен, бидејќи во урбанава џунгла можете да имате бројка, односно потрошувачка од 9 литри, ако возите најнормално. Нормално ако сакате малку побрзи стартови, да возите по-агресивно, тогаш бројката може да се искачи и многу повеќе од 9 литри. Друго што треба да знаете дека имате 8 степен автоматски менувач, кој што е многу добар, многу меко и нежно ги менува брзините. Брзо исто така кога имате потреба од таков тип на менување на брзини, знае да врати неколку степени надоле ако ви е потребна пониска брзина. Навистина многу добар менувач. Ова нешто слично го кажав и со Евокот, каде што бев фасциниран од самиот менувач, истото го имаме и тука. Во поглед на опременоста, она што треба да знаете дека пред вас, пред возачот има дигитален дисплеј кој што е огромен, кој што прикажува навигација, ги прикажува и сите други информации кои што се поврзани со на која висина сте, во кој модум на возење, така да од информации се ви покажува тука. Го имате овој 10-инчен екран кој што е многу добар, многу ми се допаѓа камерата што ја има. Дава една интересна слика, односно ви го дава возилото и ја дава целата слика околу вас, буквално како да стои некој со камера сега од нашиот тим, некој да врти цело време околу нас и да се прикажува таа камера, што е многу добро и многу е квалитетна самата слика. Исто така кога сте на офроуд имате можност да пуштите камера која што е всушност камерата од напред, но со мало доцнење компјутерски го програмира и го прави како да е камерата поставена некаде под вас и се прикажува целиот пат, што е доста интересно бидејќи на таков начин знаете точно што има под вас, дали ќе удри, дали не, без разлика сензорите што цело време се активни. Тој што е еден дополнителен показател. Плюс, како волку големо возило, сите тие камери многу помагаат за паркинг во урбанава џунгла, бидејќи не секогаш ќе можете да најдете волку голем паркинг простор и да ви биде комотно за излегување и влегување. Самиот екран, самиот систем е доста добар, многу ми се допаѓа новиот систем што го користи Land Rover. Едноставен, функционален, респонзивен, што е најбитно. Копчињава тука доле можеби претходно ги видовте. Еве и сега ќе ги спомнеме, ми се допаѓа што е многу јасно и едноставно прикажано. Неколку копчиња се поставени за офроуд режимот, другите се за климата и на прв момент ќе кажете па недостасуваат копчиња, сигурно тоа е преку екранот. Да, може да регулирате и преку екранот, но многу паметно направиле Land Rover тоа што со едно притискање на пример
вентилаторов, копчето за вентилатор ви кажува на кое тркалце се регулира брзина, на кое тркалце се регулира температура. Многу едноставно и многу функционално искрено. Во поглед на луксузноста, како што кажав, искрено за мене ова е и повеќе од доволно, не би барал ништо друго, бидејќи сепак е сериозен офроудер и би сакал да го возам редовно на такви патеки, да не се грижам толку многу за него, дали ќе се гребне, дали ќе се испрља, не, воопшто. Ова што го нуди е и повеќе од доволно, како што кажав, и целиот пакет денес што го имаме чини 90.150 евра. Сега за мене ова е навистина достоен наследник на легендата и повеќе од тоа, бидејќи ги исполнува сите критериуми и квалитети што ги бара претходната генерација што ги поставила таа, но и се поставени многу високи нови стандарди кои што тешко и не така едноставно ќе се исполнат и надминат. За мене дефинитивно ова е најдобриот офроудер, модерен офроудер што сме го возеле. Секако би сакал да ги видим и неговите ривали, оние сериозни ривали кои што се во таа мала класа, кои што се борат. Затоа ни е потребна вашата поддршка, да направите subscribe и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!